52 недела, декември. Божични звезди. Сега сме тука. Земјата ја помина точката на краткоденица. Пред Божич на небото можете да ги видите Јупитер и Сатурн. Библијата кажува дека тројца мудреци следеле звезда, за да стигнат до Витлеем, местото каде што е роден Исус. Може би тоа била конјункцијата на Јупитер и Сатурн. Малку пред Христовото раѓање, Јупитер го стигнал Сатурн и дошол во линија со соседот во необична долга конјункција. Во мај, 7-та година пред нашата ера, Земјата била тука, во линија со Јупитер и Сатурн. Во текот на 8 месеци Земјата, Јупитер и Сатурн биле во линија. Јупитер и Сатурн цело време биле во конјункција. На почетокот на декември им се придружил и Марс. Тоа го виделе во древниот Вавилон, каде што астрономијата веќе била развиена. Вавилонските мудреци можеби ја следеле оваа тројна конјункција низ пустината. Библијата спомнува за звезда која одела пред нив. Секоја вечер гледале 3 звезди кои се приближувале кон хоризонтот. Токму во правецот по кој оделе за Витлеем. Легендата за Витлеемската звезда може би има друг извор. Нешто изворедно се појавило на небото во втората година пред нашата ера. Јупитер и Венера биле во толку прецизно порамнување, што со голо око гледани изгледале како сјајна звезда. Толку прецизно порамнување е голема реткост. Како настанува? Орбитите на Јупитер и Венера се благо навалени и необично е Венера на таква орбита да го стигне Јупитер. Токму на денот кога им се пресекуваат патеките, а Земјата во исто време да се најде во линија со нив. Година дена подоцна, во првата година пред нашата ера, ова ретко порамнување се случило повторно. Потоа дошло до единствениот случај во историјата, третото порамнување наредната година кога се родил Исус. Вавилонските астрономи, тројцата мудреци, биле изненадени. Верувале дека тоа е најава дека ќе се случи нешто големо. Во ноќите после тоа супер порамнување, Јупитер се нашол во линија со Меркур, во уште една необична сјајна конјункција. Јупитер, Меркур и Земјата, гледано од Вселената, биле во линија. Низата била ориентирана на кај запад и можела да ги однесе тројцата мудреци до Витлеем. А може би го смешале сјајот на Венера и Јупитер со комета. Во 1302 година Халеевата комета поминала блиску до Земјата. Во Падова, на познатата фреска Поклонувањето на мудреците, Ѓото ја насликал кометата која ја видел со своји очи. Оттогаш Витлеемската звезда која ги водела тројцата кралеви често е прикажувана како комета. Во тоа време никој не помислил дека Ѓотовата инспирација можеби ја открила вистината. Витлеемската звезда можеби била Енкеовата комета, која кружи околу Сонцето внатре во Јупитеровата орбита. Секогаш кога Енкеовата комета поминува блиску до Сонцето, губи малку од својот сјај. Пред 2000 години била многу посјајна од денес, посебно во ноември во првата година од новата ера, во годината на Христовото раѓање, кога била најблиску до Земјата. Вавилонските астрономи можеби биле воодушевени од брзината на кометата. Додека поминувала блиску до Земјата, поминувала 6 степени во денот. 20 пати побрзо од Халеевата комета при последното поминување. Тројцата мудреци секоја вечер ја гледале кометата за ширина на рака, подалеку на кај југозапад, во правецот на Витлеем, гледано од Вавилон. Според Библијата се верувало дека следеле звезда која ги водела. Ѓото може би ја насетил вистината за Витлеемската звезда. Витлеем се наоѓа на околу 30 степени северно. За време на летната долгоденица Сонцето заоѓа тука, а во текот на зимската краткоденица тука.
Тоа не е голема разлика. Разликата во должината на денот и ноќта овде не е голема. Ноќите тука во зима се незначително подолги од денот. На 50 степени северно, во Франција, Германија, Англија и Скандинавија, сонцето заоѓа овде за времето на долгоденица, а таму во времето на краткоденица. Разликата е голема. Ноќта трае дупло повеќе од денот. Жителите во северните земји желно ја чекаат краткоденицата. Денот кога сонцето конечно го менува правецот. Некогаш тоа се прославувало со логорски оган. Кога христијанството се проширило на север од 30 степени до 50 степени, краткоденицата на 21 декември и Божиќ на 25 декември се прославувале заедно, со Божиќна елка со светички. Таа е символ на надежта дека сончевата светлина ќе се врати. Сонцето го гледаме како поминува преку небото секој ден. Веројатно затоа верувањето дека Земјата е центар на Вселената се одржало. Знаењето кое го поделивме со вас во текот на ова патување потекнува од Никола Коперник. Сонцето е во центарот, а Земјата кружи околу него. Од век во век, од откритие до откритие, Земјата и незиното значење како да се намалува. Каде е тогаш нашето место во галаксијата и Вселената кои се шират? Галаксиите се оддалечуваат едни од други, како гужва која се разотидува, а ние сме во неа, изгубени, зафрлени. Доведени до миниатурни бактерии од далечна планета? Не, бактериите не го посматраат летот на галаксиите. Ние го посматраме затоа што сме свесни. Од местото од каде што гледаме се оддалечува од нас. Се додека ја посматраме Вселената, ние ќе бидеме во центарот. Како да го наречеме тој центар? Кога треба да ја дадеме нашата вселенска адреса, таа би била планета Земја, Сончев систем, трета орбита, галаксија Млечен пат, галактичко јато Девица. Само, дали сме на истото место како пред година дена? Во однос на Сонцето да, но не баш во однос на звездите. Целиот Сончев систем се движи внатре во галаксијата. Со милениуми се движиме на кај созвездието Херкул над Шкорпијата. Тоа значи дека Земјата не се вратила во претходно годишната точка. Сонцето ја носи Земјата низ галаксијата, а годишната орбита околу Сонцето. Вистинската патека на Земјата се протега спирално низ Вселената. И така, Вселенскиот брод Земја не носи на кај новата година.